послание на апостол Павле до Римјаните, 15 глава. Ние силните должни сме да ги поднесуваме слабостите на немоќните и да не си угодуваме на себе си. Секој од нас должен е на својот ближен да му угодува со она што е добро за неговата надградба. Зашто и Христос не си угоди на себе самиот, туку како што е напишано: подбивите на оние што ти се подбиваат, паѓаат врз мене. А се што беше порано напишано, за наша поука беше напишано, та преку трпението и преку утехата од писмата да имаме надеж. А и Бог на трпението и утехата да ви даде да бидете во едномислие, меѓу себе, според примерот на Исус Христос. Та еднодушно и со една уста да го славите Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Затоа, примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими заради славата Божја. Но велам дека Исус Христос стана служител на обрезаните поради Божјата вистина, за да ги потврди ветувањата дадени на татковците, а пак незнабожците да го прослават Бога за милосрдието, како што е напишано: затоа те прославувам, Господи, меѓу незнабожците и ќе го воспевам Твоето име. И понатаму се вели: развеселете се незнабожци со неговиот народ. И понатаму: фалете го Господа сите незнабожци и прославете го сите народи. Исаија исто така вели: ќе постои коренот Јесев, издигнатиот од него ќе владее над народите. На него ќе се надеваат народите. А Бог на надежта нека ве исполни со сета радост и мир во верата, та преку силата на Светиот Дух вашата надеж да се преумножува. Јас сум уверен за вас, браќа мои, дека и вие сте полни со добрина, исполнети со секакво знаење и дека можете да се поучувате еден со друг. Но ви пишав, браќа, нешто малку послободно, за да ве потсетам со благодатта што Бог ми ја даде, за да му бидам служител на Исус Христос меѓу незнабожците и свештено дејствено да го извршувам Божјото Евангелие, за да бидат незнабожците благопријатен мирис, осветен од Светиот Дух. И така, со тоа можам да се пофалам во Исус Христос кај Бога, зашто не се осмелувам да говорам за она што Христос не го извршил преку мене со зборови и дела. Со силата на знаци и чуда, со силата на Божиот Дух, која ги води незнабожците кон послушност во верата. Така што Евангелието Христово го распространува од Ерусалим и неговата околина, и се до Илирик. И така, се погрижив да го проповедам Евангелието не таму каде што името Христово беше веќе познато, за да не зидам врз туѓ темел. Но, како што е напишано, оние на кои не им беше јавено за него ќе видат, и оние што не беа чуле ќе разберат. Токму тоа, многу пати ме попречуваше да дојдам кај вас. Сега пак, бидејќи нема веќе место за мојата работа во овие земји, а уште пред многу години копнев да дојдам кај вас. Кога ќе тргнам за Шпанија, се надевам дека ќе ве видам на минување и дека натаму вие ќе ме испратите, откако најнапред ќе ви се порадувам. А сега одам во Ерусалим, за да им послужам на светиите, зашто Македонија и Ахаја одлучија да дадат некаков прилог за сиромашните во Ерусалим. Тие така тоа го одлучија, а и должни им се, бидејќи ако незнабожците станаа соучесници во нивните духовни блага, тогаш тие се должни ним да им служат со материјални блага. А откако ќе го направам ова и ќе им го запечатам овој плод, преку вашата земја ќе заминам за Шпанија. А знам дека кога ќе дојдам кај вас, ќе дојдам со пон благослов на Христовото Евангелие. Браќа, ве молам, поради нашиот Господ Исус Христос и поради љубовта на Духот, помагајте ми со своите молитви кон Бога за мене, за да се избавам од оние што не веруваат, кои се во Јудеја, и моето служење во Ерусалим да им биде благопријатно на светиите, та радосен да дојдам кај вас со Божјата волја и да се успокојам со вас.
а Бог на мирот нека биде со сите вас. Амин.